Колега Минов, кажавте дека ние само критикуваме. Ние критикуваме затоа што, искрено да ви кажам, кога ве гледав како шарите и боите по институциите на државата, борејќи се за чист воздух, мислев дека само што ќе дојдите, ќе ги засукате ракавите и одма ќе спроведете мерки, те краткорочни, те среднорочни, те долгорочни, а од тоа искрено ништо не видовме. Се фалите со овој закон, меѓутоа овој закон е уствари предлагате ингеренциите во поголем дел да паднат на општините и општините да си носат локални еколошки планови и да спроведуваат краткорочни мерки и така натаму. Не кажувате кој ќе ги, да речеме, набавува мерните станици за општините во кои што нема мерни станици, од друга страна велите дека нема да има фискални импликации ни по државата, ни по општините. Само што дојдовте на власт, го укинавте денот на дрвото, ја стопиравте гасификацијата и единствено што направивте субвенционирање на климе инвертери. Ништо друго. Значи, апсолутно ништо не направивте. Сте направиле планови, па имаше твининг програма за Битола, за Скопје, за Тетово, локални еколошки акциони планови направени за Битола, за Скопје. Вие апсолутно ништо не направивте и покрај тоа што ја критикувавте ВМРО ДПМН дека ништо не прави, се субвенционираја и печки на пелети, и сончеви колектори, се субвенционираше, вие тоа го критикувавте. Ќе ви кажам сега реализирани капитални расходи на Министерството за животна средина во проценти од 2010 до 2019. 53,56 во 2010, 56,53 во 2011, 59 во 2012, 43 2013, 57 2014 проценти, значи 63,95 во 2015, 53,72 во 2016, 39,62 2017, 56,59 во 2018 и 52,67, значи тоа се од вкупните расходи на буџетот на Министерството за животна средина и просторно планирање. За жал, се ви беше лага кога шаревте платени од Сорос по институциите на државата, ветувајќи чист воздух. Благодарам.